кога ги скочиме у центар и некој ќе каже јас сум од Железара и ти си како никогаш те неам видено. И свативме дека моментот е немате кај да се сретнете, каде да дојдете заедно кафенце да пиете, да креирате и све така понатака. Мајка ми живее туку у близина и одевме кај нејза на ручек и како што поминував по скаливе надоле видов дека се празни локаливе. И така едно по друго дојдовме до бројче од газдата, го прашавме каков, нели, дали му се за изнаемување просториите и од малце беше таков, не гледаше како да имам 18 години, иако јас имам 25 и малце беше тешка дебатата за кој ќе ни верува, не знаеше што луѓе сме, какви сме, што планираме тука да правиме. Кога ни го покажа просторот газдата, прво јас се заљубив во ѕидот од цигли, што е позади нас. И кога влеговме, он сам сакаше да го реновира и после тоа нас да ни го изнеме, му кажавме како да молам него чепкај. Сами ќе си го средиме, дај некако да се договориме. И стварно ни го остави просторот, беше за никаде, онака најдовме и стар ставец исушен од забот на времето и бубачки, ама некако со заеднички сили со нашите пријатели, со сестра ми, со мајка ми, стварно некако го средивме. Цел локал, како што можете да видите, све е донирано, све е реставрирано, комшии ни донираат веќе. Мислам, онака сите материјали што се тука се од некаде со некаква историја. Што е нашата цел сега, зашто сме тука, е на некој си начин да формираме нека мала заедница. Прво, да ги свестиме луѓето, еве самите они што доаѓаат и гледаат колку е сладок просторот, како што објаснуваат, така некако сваќаат дека и стварите што си ги имаат дома, дека можат само да си ги реискористат или не ги носат тука. Сега, за креативна одржливост малце не беше тешко да се дефинираме, искрено вака, бидејќи на некој си начин ние креативно го искористуваме отпадот што другите луѓе не го сакаат. Видевме дека луѓето почнаа многу да се оддалуваат и поентата ни е да ги донесеме заедно сите луѓе за да креираат, затоа што најубавите нешта искачаат кога цело село работи заедно, а креативна одржливост има повеќе компоненти. Првично е тоа Ивана кој што го кажа дека нели ние го употребуваме отпадот кој што луѓето не го сакаат и потоа создаваме нови производи, но креативна одржливост бидејќи сметаме дека креативната индустрија во Македонија моментално стагнира, односно нема доволно голем простор за млади луѓе, млади уметници, каде што можат да ги покажат нивните вештини или да ги доразвијат. Значи нема едноставно не се дава простор на младите уметници и ние тоа го знаеме од сопствена кожа затоа што ние мораме да работиме дополнителни работи наместо да се насочиме кон нашата уметност за да преживееме. И целта ни е евентуално ние да создадеме простор каде што млади уметници ќе доаѓаат, креираат и ќе можат да се самофинансираат, односно да имаат некоја самоодржливост преку креативната работа која што вршат, за да не се убие креативноста и енергијата која што носат младите, затоа што потребно посебно во Македонија да се поттикнат повторно младите да бидат инспирирани едноставно. До сега оно кое што го имаме направено како прв проект на кој што сме многу горди е со градинката во која што ние одевме како мали и со учителките кои што нас не учаа да бидеме креативни. Сега работиме на проект кој што се нарекува Еко Николци. Што правиме на тие работилници? Родителите донираа различни отпадни материјали како хартија, пластика, стакло, текстил и тоа беше, ние го нарекувавме билет за
работилницата, бидејќи дел од работите кои што ги собравме ги употребуваме за време на работилниците, но дел остануваат за нас кои што ние потоа ќе може нели да ги реставрираме и на тој начин да продолжиме да го финансираме проектот, бидејќи е нешто кое што сакаме да го продолжиме нели за наредните генерации, зашто сметаме дека од најмала возраст почнува. Сме мултидисциплинарни уметници, може да се нарече, значи имаме секоја вештина и дури да не ја знаеме, ќе ја научиме за да може да ја предадеме. И поентата ни е дека тука ќе држиме различни работилници, потоа ќе имаме на пролет ќе отвориме нашата галерија под отворено небо, каде што млади уметници ќе можат бесплатно да си имаат изложби тука. Сакаме уствари целата култура да ја донесеме тука, бидејќи сметаме дека е многу централизирана, значи се што се случува е само во центар. Треба малку да го разбиеме тоа, затоа што мислам дека кога се случуваше комшилук, луѓето што дојдоа од центар беа фасцинирани од тоа што имаме ние тука, а буквално е на 15 минути со автобус да дојдеш.